Милан е официјално на пресконференција соопшти дека е обновен договорот со Адидас до 2023 година. Милан со Адидас соработува од 1999 година и актуелниот договор со компанијата за спортска опрема истекуваше во 2017 година. Па така росонерите и во наредните 10 години ќе соработуваат со оваа компанија. Договорот е тежок 200 милиони евра, што значи дека Милан годишно ќе инкасира по 20 милиони евра од Адидас, што е најскапиот договор на еден италијански клуб во моментов. Интер заработува по 18 милиони евра годишно од Nike, а Јувентус 15 милиони евра годишно исто така од фирмата Nike. Милан е еден од најголемите спортски брендови во светот и ние сме навистина горди што ќе продолжи нашата соработка во наредните 10 години. Милан е глобален бренд, препознатив низ целиот свет и заедно со Реал Мадрид, Челси и Бајер од Минхен се нашите најважни соработници, изјави директорот на Адидас Херберт Ханиер. Бакари Сања од Арсенал одби да го продолжи договорот и на крајот на сезоната ќе го напушти клубот како слободен агент. Десниот бек е врзан со топџиите до летото 2014 година, па поради тоа клубот му понуди продолжување на соработката, но французинот е решен следното лето да побара нов предизвик. Најверојатно 30-годишниот француски репрезентативец ќе се врати во својата татковина, каде интерес за него пројавуваат Пари Сен-Жермен и Монако, но можно и преселба во некој од турските гиганти в Галатасарај и Фенербахче. Бакари Сања заработува 60.000 фунти неделно во Арсенал. Членот на управниот одбор на Реал Мадрид Карлос Мендоза откри колкави се долговите на кралскиот клуб. Според објавениот финансиски извештај за 2012 година, само 90,6 милиони евра се долговите кои клубот ги има кон банките. Долгот во кои не се вклучени сумите кои Реал им ги должи на играчите, на спортските организации, клубовите и снабдувачите изнесува околу 540 милиони евра. Во сумата не е вкалкулирано новото засилување Герет Бел за кого платија 100 милиони евра плюс неговата годишна плата. Откако се наоѓа на чело на Реал, Флорентино Перес на нови играчи потрошил 800 милиони евра, а само освои една титула и еден куп. Андреј Кириленко изјави дека повеќе нема да настапува за националниот тим на Русија. Тој на репрезентацијата посвети 14 години и чувствува дека е време да се повлече. Премалку моменти минував со семејството, а ова лето, кога не играв, ги запознав моите деца на вистински начин. Можеби ќе звучи необично, меѓутоа не секам поради кошарката да го напуштам растењето на моите деца, изјави Кириленко. Тој дополнително уверува дека неговиот Бруклин може да конкурира за NBA шампионскиот прстен. Имаме многу играчи што се способни да настапуваат на највисоко ниво и затоа имаме добри шанси да се бориме за титулата. Не значи дека ќе ја освоиме, меѓутоа не сме без шанси. Ке биде тешко, Мајами е главниот фаворит, иако уште неколку тимови играат извонредно, заклучи русинот. Русија на европскиот шампионат што се одржа во Словенија беше многу ослабена и надпреварувањето го заврши уште во фазата по групи.